ви благодарам. Почитувани колеги, почитуван министер господин Оливер Спасовски. Внимателно го проследив одговорот на интерпелацијата која што беше поднесена од нашата пратеничка група на ВМРО-ДПМН, како и денешниот ваш говор со кој што дадовте своји аргументи зошто не ја прифаќате таа интерпелација како основа за давање на ваша оставка или за гласање на ваша недоверба. На почетокот морам да кажам дека вие дадовте една порака која што значеше и некоја дефиниција на интерпелацијата која што е како демократско право и обврска на законодавниот дом да даде еден критички и аргументиран осврт на работењето на еден многу значаен сектор на извршната власт, Министерството за внатрешни работи. Иако не само што го предпоставуваме, многу е јасен исходот од гласањето на оваа седница по оваа точка на дневен ред. Мислам дека е многу голема вредноста на една аргументирана дискусија за еден од најсуптилните ресори на власта и мора да се согласите дека после сето ова дека една ваква дискусија можеби е неопходна за секој ресор и многу значајна за секој министер. Да се направи еден пресек на работењето, да се направи една рефлексија од сите чинители на ова законодавна власт, па и да се направи само рефлексија од страна на министрите кои што ја практикуваат таа власт. Имено ова е единствениот мегдан на кој што може да се искажат размислувањата, стравувањата, очекувањата и она што значи чувство кај граѓаните кои што ги упатуваат сите тие пораки пред се до нас, а ние сме обврзани да ги презентираме нивните пораки и секако дека тоа да го преточиме во една конструктивна порака која што ќе значи можеби разбудување на самосвеста кај поединецот кој што ја практикува власта, но и на вистина преземање на одредени чекори кои што ќе значат и докажување дека на вистина е прифатена пораката и дека чекорите се во насока на подобрување. Никако не може една ваква интерпелација или еден ваков мегдан да се свати негативно или нешто што може да наруши одредена ситуација. Сметам дека само може во насока на подобрување да бидат нашите критики. Во услови на силна поларизација, за која што сите се согласуваме, барем надвор од оваа сала, поделеност по многу основи, евидентна политизација во сите сфери на живење, се наметнува како императив, секако погледнувањето на секој што практикува власт, вклучително и нас, во огледалото на сопствената совест. Дадената доверба од граѓаните секако значи и преземање на одговорност и постојана отвореност за отчетност за своето работење на секој што практикува власт. Многу лесно е кршлива таа доверба, но искрено, која што е дадена од граѓаните, но многу тешко може да се отповика таа дадена доверба, па дури и доколку има одредени евидентни недоследности и прекршување на законска регулатива. Ние тука не сме суди да донесуваме пресуди, но пак сме обврзани да го пренесеме тоа стравување на граѓаните кои често се сведоци на престрелки по улици, по угостителски објекти, кои се повеќе заземаат простор и во пишаните и електронски медиуми, а за многу од нив нема разрешница. Верувам дека овој предизвик и овие информации се дел од вашата агенда, но очигледно е дека е потребна некоја интервентна стратегија со која ќе ги докажете вашите искрени заложби за враќање на безбедноста во нашата држава. Лично сметам дека е потребно исто така акција за проверка на
поседување на оружје на граѓаните кои не се поврзани професионално и навистина е застрашувачки фактот дека секој може да дојде до оружје и човечката природа е импулсивна и да го употреби секако во ситуации во кои што завршуваат фатално. Мислам дека на тоа би морале да посветиме сите поголемо внимание, а ваша е тоа обврска. Секако дека тоа мора да биде во законските рамки. Сметам дека е неопходно исто така од она што го имам како информација, зајакнувањето со професионални човечки ресурси, зајакнувањето на капацитетите на институциите кои практикуваат власта, посебно во областа на безбедноста, кои ќе го опфатат теренот со соодветен пристап кои се во согласно со современи безбедносни системи, затоа што ние како граѓани сме сведоци дека недоволно има луѓе вработени, компетентни кои што ќе влијат доверба дека нашите места на живење се безбедни во однос на многу ситуации кои што ни се случија. Преземањето на одговорност е навистина највисока доблест во професионализмот, кога искрено многу жалам што ќе го спомнам ова, но исто така тоа е и порака од граѓаните, што се случува со се уште неоткриената одговорност за настанот во кој што се изгубија 15 животи. Кршењето на правото на пресумпција на невиност при упади и при апсење на осомничени луѓе, што сериозно и евидентно ги надминало границите на законските одредби во областа на заштитата на човековите права, е исто така една забелешка која што сметам дека е многу сериозна и на која треба многу да се посвети внимание во иднина. Следствено на тоа се остава простор за впечаток дека се работи за политички мотивирани процеси кои никако не се во прилог на градење на општество за сите, правда за сите и еднаквост пред законите. Театралноста која одекнува во дадени ситуации на таков контекст, значи каде што има апсење, како вулканска лава одекнува, но најчесто завршува со исход кој предизвикува застрашување, поттикнување на гнев и негативен вртлок од кој никој нема придобивки, туку губи нашето општество, сите губиме. Голем дел од вашите реплики и одговорот на интерпелацијата беа ретроспектива на практикувањето на власта на претходните министри, што вам може да ви биде пример како треба или не треба да се работи, но многу е важно вие да сте отворен за прифаќање на критика која ќе ви отвори нови видици. Секако дека само критиката и само рефлексијата се основа за развој и напредок. Ако за вашите слабости, секој има слабост и тоа треба да се признае, и тоа кога се признава е и доблест и почеток на нови патеки во професионализацијата. Ако за тие слабости го барате виновникот во вашите претходници, би биле заробеник на минатото кој секако дека си има свој епилог, за кој сите сме сведоци. Оваа интерпелација, колку и да ви изгледа непотребна и бесполезна, верувајте, сигурна сум дека подоцна и вам и на многу други ќе им биде нов патоказ кон попрофесионално работење и извршување на сопствените обврски. Благодарам.